како национална земјоделска мрежа, заедно со нашите колеги земјоделци од другите региони, значи сме собрани тука да направиме една детална анализа за состојбите после одлуката на владата за новите субвенции за 2026 година. За жал, можеме да констатираме само едно, дека во момент кога имаме историски највисок буџет значи во државата, во приближно околу 6,8 милиарди проектиран буџет, национален буџет, ние имаме историско најниски субвенции. Зошто збориме најниски субвенции? Значи, константно субвенциите се движат од претходните 10 години, значи се движат околу 100 милиона евра. Тоа е една смешна цена, сума што апсолутно на нас не ни ги значи оправдува ни најелементарните потреби. Сега, да биде трагедијата уште поголема, значи субвенциите се ова година и условени. Да речеме во растителното производство се условени значи со некој 0,7 минимум 0,7% вкупна површина, односно кај животинското производство да речеме се условени минимум 30 пчелни семејства, минимум 30 овци, минимум 30 кози и така натаму. Минимум 3 крави. Во ситуација сега кога ние како земјоделци се соочуваме со една, како да кажеме, нелојална конкуренција од надвор, каде ние имаме некој увоз над милијарда евра, значи, и ни доаѓа роба со дампинг цени, која роба е и текако субвенционира од нивните држави, ние буквално значи сме неконкурентни и не можеме да се одржиме на пазарите. Сведоци сме дека и откупните цени, значи што се во државата се веќе движат некаде околу производната цена или под производната цена. Така да ние апсолутно сме некликуидни. Сега сме значи исклучени и од државата помош, исклучени сме значи и од пазарите. Да речеме имаме пазарна конкуренција и вака не може повеќе. Ние едноставно мора да го кренеме гласот и да кажеме на надлежните институции дека повеќе овака не може. Мора да ги менеме работите. Ние како национална земјоделска мрежа сме секој за институционални решенија и ќе ги бареме решенијата во рамките на институциите. Сметаме дека овој повик, овој собир денес ќе предизвика реакција кај надлежните и дека ќе имаме повратно значи прифаќање на некои од нашите предлози. Дали вие не сметате дека треба да има одредена промена во политиката на субвенционирање? Апсолутно. Значи вака сега. Промена. Прво, висината субвенциите не е адекватна, значи не може да ги еве само за споредба ќе направиме една паралела. Ако 2015 година сме имале буџет од 2,8 милиарди, сега има 6,8, тоа е малтене 300% зголемување на буџетот. Зошто по таа логика не се зголемат субвенциите 300%, односно сега да има некој фонд буџет од 300 милиона евра за земјоделието, што ќе продуцира значи развој на земјоделие, ќе генерира значи производство на храна и на крај крајшта најбитно од се што ќе имаме ни да речеме здрава храна и ќе имаме здрава нација. Мислам тука бенефитот ќе го имаме сите ќе го живееме. Што се случува сега? Кај нас се увезува храна со различно поттекло, сумнително поттекло, даваме од готовата девиза резерва и на крај не знаеме што јадеме. А како коментирате фактот дека за 10 години, околу 10 години во Македонија, дадени се милијарда и пол евра субвенции за земјоделците. А ефектот од тоа е нула реално земјано. Немаме зголемување на храна, остануваме на истото ниво како држава, дури и се намалува земјоделското производство. Значи пак имаме некаква грешка во тоа. Така е, значи точно е тоа, се слагаме со вас. Субвенции се ненаменски, значи наменуваат, односно се субвенционираат некои големи компании кои се, да речеме, комерцијално ориентирани, за разлика од посетите земјоделци, кои се пазарно ориентирани. И сега ние како држава субвенционираме некои бизниси кои нивните производи ги пласираат на некои странски пазари и како нација, да речеме, како народ, како потрошувачи, конзументи, ние немаме никаков бенефит од тоа. Значи ли тоа дека вашите предлози се да се поттикнуваат малите земјоделци, малите земјоделски стопанства наспроти поголемите бизниси како што и се? Апсолутно. Значи ние како национална земјоделска мрежа стоиме на тој став и остануваме до крај. Значи главен приоритет да се даде на малите земјоделски стопанства. Само за споредба ќе кажеме тоа искуство го има и во Јапонија, каде максимално се дава, значи еве Европска унија веќе генерално ја менува политиката, исто тие се увидува грешката дека големите фирми, значи производни капацитети се комерцијално значи ориентирани и ги менуваат политиките во правец значи на малите индивидуални земјоделци. Да биде предадено во преработувачки капацитет, дали треба да биде поврзани со пресметани заштитни цени за земјоделците, вака во небраност? Значи, ова ќе кажеме дека е веќе еден вид уцена од страна на министерството, буквално уцена, и затоа што ние сме свесни дека имаме значи климатски фактори, климатски промени, изложени сме на ризик фактори и сега се случува дека ние секој не можеме да произведеме значи количина. Плюс има и тука друга компонента.
Значи, ако ги предаваме производите на одредени купци, што се, да речеме, регистрирани, тие не оценуваат. И не ги взимаат производите, значи, по цели што се многу ниски, што не ги оправдат ни производните общности. Така да едноставно да ставени до ситуација да мораме да ги предаваме за да земеме некои одредени минимални субвенции. Мислам, абсурд не е виден се. Кога сме во тој дел, за договорното производство, значи ли тоа дека треба земјоделците да се борат за договорно производство, нешто слично како што е со тутунопроизводството? Так. Што ќе значи тоа за поттик на земјоделството воопшто во Македонија? Значи, договорното производство е добар облик, значи, тоа е една гаранција дава, значи, да може да се планират и трошоците, и добивката и така натаму. Меѓутоа, за жал, ние сме поучени од искуството дека не се почитуваат тие договори. Еве, ќе ви кажеме сега, да речеме, искуство имаме тука, има некој договорно производство со лозарите. Еве, лозарите имаат некој договорно производство со компаниите, меѓутоа компаниите им го взимаат, така речи, испод цена. Значи, и тоа како модел не е, докажам, добро, затоа што немаме ние механизми кои ќе го штитат, значи, примерниот земјоделски производител. 100 милиони евра се 100 милиони евра или не се баш 100 милиони евра за погрешка? Колку се за заостанати обврски? Вака сега, значи според програмата за 2026 што е донесена на влада, значи таму се 52 милиона евра, значи збориме 52 милиона се за 2026 за субвенции. Односно 46 милиона се за останати обврски од 2020 до 2025 година. Така да земјоделците на ниво на држава имаат само вкупно 52 милиона евра пари за субвенции. Тука можеме да спомнеме и програмата за рурален развој, која моментално се движи за оваа година 10 милиона евра, и интервентниот фонд, кој е намален исто така, некаде околу 4,2 милиона евра, од кои 2,2 милиона евра се за останати обврски од претходниот период од 2010 до 2025. Дали со ова сакате ревидирање на годинашнава програма за поддршка на земјоделците или субвенционирањето, ви остануваат само 50 години. Барате ревидирање со анекси, просто кажано. Значи, ќе бараме. Значи, овие средства што се сега резервирани за земјоделието се многу скромни и буквално нас не стават од многу незгодна позиција. Значи, ќе бараме промени во моделот, како се значи субвенциите распоредот, како се одредуваат субвенции. И најважно од се да бидеме активно вклучени во изготвување на тие субвенции. Вака како што одат сега, се креират политики од кабинети, не ни одат во прилог на нас како земјоделци. Барате и средба со министерот. Па ќе бараме средба со министрот, ќе бараме средба со премиеро и ќе му ги предочиме сите наши барања. Така да моментално не сме задоволни, значи, со одлука на владата, со одлуката на министерството, и во наредниот период апсолутно ќе бараме, значи, да заеднички да се искоординираме и да бараме некој заедничко решение. Меѓутоа вака не може. Од кој сектор? Добар ден, јас сум Борче Бучински од Могила. Добар ден на сите, јас сум Борче Бучински од Могила, иначе кравар, значи идам за краварите, сточар, да. И сум во Пелагониско поле, значи член во нашето здружение. Ние не се сложваме со овие програми на министерот, каде што 12 било помало од 8. Не се сложваме ние со тоа. Тој не вратен на назад. Во 24 година ни даде авансна исплата од 4000 денари, која беше договорена, значи, од претходната влада, и остатокот од 8000 денари го зедовме дури во јуни пред штрајк. Сега за 25-та година, еве никој не му смета. Еве се е нивно. Значи влада, министер, се е нивно. Немаме авансна исплата, ниту имаме редовна исплата, а годината си помина. И то намалено од 12 на 8. Кажа тогаш дека 1 денар од 5 на 6 го зголеми млекото и тоа ќе било за нас бум. Од друга страна, уште првиот месец млекарниците, сите здружени како монопол, кажувам, значи здружени како монопол, како маркетите, и никој не ги казнува, никој не му води евиденција, одма ни гурнаа млекото денар до 2, сега ни гурнаат уште денар до 2 и имаме најави уште до 3. Па кој ќе чува стока? Ќе јадите сите, се знае какви производи. Значи да не зборам понатаму. Од друга страна, најаве дека ќе бидеме исплатени за 6 месеци на млеко. Некои кооперанти зедоа 2, некои 3. И толку, прекинато. Сега ќе даел 3 месеци на некој во некои групи таму, кај што ги викам, му вели ќе даел 3 месеци. Ние не бараме за семки, ние бараме да ни исплати наше. Оти ние кои ќе да платиме нешто државно, го плаќаме во целост. Можеме струјата да му ја платам 20%.
Колку не се исплатени субвенции Само за млеко? точно кажете ни колку е неисплатени. Нема точно е, значи пола кооперанти имаат за 2 земено, пола за 3 имаат земено. Како да направам паралела? Месеци, да, јас имам земено до март, значи за 3 месеци. За 25-та. Кај колегите има за 2 месеци. Кај некој па и воопшто нема, сваќаш. Ајде, за субвенции за млеко зборам. За предадено млеко. Значи, еве, горе-долу тоа има некаде во годината, да, скоро цела година горе-долу, еве имаме и 2 нови што се вели. Значи, тоа е срамно нешто со ние мизерно, затоа се увезва, му правиме услуга на некои големи држави, се носи тука некоја храна без што не е млеко. Условото 3 прави, што други услови има за Абе, тоа не ќам ни да го спомнувам. Како пример, еве, јас се немам земја, а да имам, еве, пример, 15 декари. Еден ќе ми треба за градинарство, за мојата фамилија. Ќе ми треба, ако чувам прасе, да направам 3 јачмен. Ако чувам кокошки и живина, ќе ми треба сигурно или за телина 3-4 пченца. Тутун, ако садам, ќе насадам 2-3, јас немам земја. Тој за тие услови треба мене да ми дај 30 декари, да потпишиме дека треба да садам толку градинарство, толку, па да ми дај некој услов. Како вака иначе? Како тој? Че еве двајца браќа да има 20 декари земја ќе се делат по 10. На децата ќе му останат по 5. И нема право никој воопшто да конкурира на таа земја. Ова е мизерно што го работи. Ние се крстевме, мислеме дека ќе одиме нагоре, не враќа наназад. Сакам да кажам за субвенциите за останати и тековни. За останати субвенции претежно има за регистриран земјоделец за претходните години, 23-та, 24-та, 25-та. И субвенции по мерка 1.17 по основ на закаснети договори за продолжување. Кога се сменуваше власта, едните не ги продолжија договорите, после другите ги продолжија, ама остана субвенциите неисплатени. Не, само сакам да кажам дека овие субвенции ги бараме за 15 дена. Прибедејќи се ближи пролетната сајдба. Друго, за новата програма, значи само ќе прочитам 4 ставки. Пченицата беше 19.000 денари, сега е 18. Јачмено и пченката беа 19, сега се 13.000. Сончогледо, значи стварно катастрофално, беше 23.400, па 16.500 по хектар, сега е 10.500. Значи не се исплати. Не се исплати да произведуваш сончогледо. И башка на ова, намалени суми, значи имаме изострени критериуми. Значи тоа едно со друго не оди. Ако изостриш критериум, дај му подстрек да го сработи, да го исполни критериумот, да се би пари. Ова парите се помали, а критериумите поостри. Значи ставката за остварен принос од 6.000 денари сега е ставена во целокупната сума. Значи ако не однесиш 3 тона по хектар во преработувачки капацитети, ги губиш сите субвенции и по површина и по семенски материјал. Тоа е така измислено. Повели. Во каква состојба се житните култури, што да очекуваме сега? Житните култури се, да речеме, во добра состојба, што се порано сејани, ама сега со овие дождови полојна поле, значи под вода. Така, некаде нема одводни канали. Еве, прошетајте низ поле, ќе видите дека сето поле е под вода. Не очекувам помало. Сигурно дека ќе биде помало принос, кој лежи сега вода. А подосна што се сени, па тие се во катастрофална состојба. Што предлагате вие како производители на житни култури со оглед на тоа што државата треба да обезбеди и леп храна, тоа е основно? Значи, предлог решение е од нашето здружение, прибедејќи по новава програма, сите ставки треба корекции да се прават. Значи, да не се прави корекции по сите ставки, бараме оваа програма да се укини, да се субвенционираме за 2026 со програмата од 2025 старата. А после, со теков на годинава, ќе оформиме ние работни групи за секоја гранка и заедно со Министерството ќе го изработиме субвенциите за 2027. Значи, предлог решение. Попаметно нема да има сигурно. И нема незадоволни да има. Значи, тука ќе спадни за сите. Тутун 100 денари ќе си остани, житото исто ќе си остани вака на 3 површина, семе и остварен принос. Тоа предлаг.